Почитуван јавен обвинител, не случајно ви напоменав за бројката на до ден денес немаме слушнато никаква разврска е токму прислушкувањето во зградата на јавното обвинителство, со кое што се доведуваат во опасност и самите јавни обвинители и вработените таму, а секако произлегуваат соодветни информации кои што никако не можат да излезат од оваа зграда, а на овој начин можеби излегле за одредени предмети кои што се водат таму. Не дека е ваша вина тоа, меѓутоа, вие сте директно нападнати одвнатре и се уште немаме никаква разврска во однос на овој предмет со кој што директно сте засегнати. Јас не можам да се согласам дека со 2,5% од пријавите се само по допрен глас од страна поднесени директно од страна на јавното обвинителство. Мислам дека треба овој број да биде многу поголем. А во однос на тоа, во претходните излагања, каде што се споменуваше дека јавното обвинителство не е пополнето со јавни обвинители и со стручен кадар, стојам за тоа дека треба да се пополнат за да може ефективно и ефикасно да се извршува својата работа. Секаде го потенцирам овој пример. Еден соодветно решен предмет, истражен предмет, застапено обвинение, повраток на одредена злоупотреба на финансиски средства од буџетот на Република Македонија во големи предмети може слободно да ги покрие сите трошоци кои што би им се определиле, кои што согласно закон им следуваат на јавното обвинителство, да ги покрие сите овие трошоци за дополнителни вработувања, материјални средства, сите потребни услови за истото да биде ефективно и ефикасно. Да, сите овде треба да се сложиме и да застанеме за тоа да им бидат на располагање соодветни финансиски средства кои што им се потребни за да можат да функционираат во полна парија и согласно сите надлежности кои што им се дадени. За тоа сите се согласуваме и мислам дека нема потреба на оваа тема да се наддаваме кој колку или како ќе предложи повеќе, туку да можеме да застапиме теза и донесување во однос на буџетите соодветни средства кои што ќе им бидат на располагање на јавните обвинителства. Сето ова кое што го кажавте со сите екзактни бројки кои што ги имате во извештајот само упатува на тоа дека во Република Македонија криминалот се уште цвета. Да смогнеме сили, вие како институција, доследно да можеме да се минимизира овој дел, бидејќи да не бидеме идеалисти дека нешто може да се искорени целосно, да се минимизираат овие прекршувања на законите во моментот, а не од функционерите и носителите на извршната власт истите да се стимулираат со тоа што ќе им биде понудена заштита и за истите никаде понатаму нема ни трак ни глас. Затоа уште еднаш апелирам да им се овозможат сите потребни средства на обвинителството, со што истите доследно ќе можат да си ги извршуваат сите своји законски дадени обврски надлежности. Благодарам.